Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. По 3 дена непрекината макотрпна и пожртвувана работа пожарот во село Раец, Кавадарец, кој е целосно изгаснат. Заедно покажавме дека кога сме обединети можеме да се справиме и со најголемите предизвици, објави синоќа градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев на својот Facebook профил. Во овие исклучително тешки моменти, вели во објавата, уште еднаш се потврди силата на солидарност и несебичноста, посветеност на сите служби и поединци кои денонокне беа на терен во борба со огнената стихија. Упатуваме искрена и огромна благодарност до територијалната противпожарна единица Кавадарци, територијалната противпожарна единица Неготино, Јавно предпријатие Комуналец Кавадарци, Дирекција за заштита за спасување, Центарот за управување со кризи, Општата болница Кавадарци, Шумското стопанство Бор, Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија, ОВР Кавадарци, Гранична полиција Јук и доброволните противпожарни друштва, како и на сите доброволци и жители од село Раец и село Дреново, кои на различни начини помагаа во справување со пожарот. Вашата храброст, пожртвуваност и несебичната поддршка беа од непроценливо значење за успешно надминување на оваа сериозна состојба, напиша Јанчев. Тој воедно изрази и благодарност до сите што дадоа свој придонес во гаснењето на пожарот. Водата во Гостивар и натаму не смее да се пие. Надлежните уверуваат дека е безбедна за капење и техничку потреба, иако во мрежата е откриена нова бактерија. За укинување на забраната за пиење ќе се чекаат 3 последователни негативни тестови. И покрај бактеријата во водоводната мрежа во Гостивар, водата смее да се користи за капење и како техничка вода, но забраната за пиење се уште важи. Иако изјавите на надлежните беа дека бактеријата може да предизвика инфекции на кожата, очите, ушите, уринарниот тракт, сепак поденешниот главен штаб за кризи соопштија дека е безбедна за техничка употреба. За питка вода најави се уште нема. Ке се чекаат 3 последователни тестови кои ќе потврдат отсуство на бактерии. Министерот за внатрешни работи апелираше до граѓаните да ги истекуваат чешмите во домовите. Треба да се истекува водата максимално во наредниот период, колку што е можно повеќе ги замолуваме граѓаните да ја истекуваат водата до секој едно корисничко место кое што го поседуваат тие во приватна собственост. Да, водата се хиперхлорира целокупниот временски период. Во рамки на почетната точка таа достигнува и до максимумот на дозволено законско ниво на хиперхлорирање, кое што е прифатливо, да кажеме, вака за вакви услови на кризна состојба која што ги имаме. Станува збор за бактеријата Pseudomonas aeruginosa која се појавува во застоена вода. Во следниот период почесто ќе се мери квалитетот на водата од различни точки и хиперхлорирањето продолжува. Бактерија најчесто се јавува како биофилм во црководниот систем и најчесто се јавува од застоена вода. Со оглед на тоа дека претходно имаше и забрана за водата да се користи ниту за пиење, ниту за техничка, е очекувано истото да се јавува во примероците. Затоа и постапено согласно протоколите. Хлорот кај каптажата е качено малку на повисоко ниво, правено е во неколку последователни периоди испирање на водоводната мрежа и целиот тој процес ние го следиме континуирано како лабораторија. Во Гостивар нема питка вода речиси 3 недели, односно од 17 јули, додека водата како техничка смеа да ја користат од пред една недела. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Од СДСМ побараа кривична одговорност за премиерот Мицковски и министерот за здравство Клековски. Од ВМРО ДПМН пак тврда дека постојат бројни документи кои покажуваат дека Гостивар во повеќе наврати пил загадена вода. Министерот Клековски најавуваше дека од оваа недела водата ќе може да се пие. Мицковски рече дека има бактерија. Сега и официјално е потврдено. Присутна е опасната бактерија Pseudomonas aeruginosa, која има сериозни последици по здравието на човекот. И ова е страшна информација. Обвинителството мора веднаш да отвори истрага. Мора да има кривична одговорност за Христијан Мицковски, Сашо Клековски и сите одговорни лица во институциите. 21.6.2023 година
Во топли времиња, Социјалдемократскиот сојуз, додека беше на власт, не им кажа на граѓаните на Гостивар дека водата не е за конзумирање, туку ги остави да се трујат граѓаните. 5.7.2022, 19.7.2022 година, ова се документи кои стигнувале до Венко Филипче, но тој не наишол на разбирање. Уште еден повозрастен пациент со симптоми на западно-нилска треска е примен на инфективната клиника. Тројца од пациентите се во критична состојба и се приклучени на апарати за дишење. Лекарите предупредуваат дека најтешките форми на болеста се јавуваат кај лица над 60 години и кај хронично болните. Уште еден повозрасен скопјанец со симптоми на западно-нилска треска утринава е примен на инфективна. На клиниката поради компликации од вирусот кој го пренесуваат комарците, хоспитализирани се вкупно 17 пациенти. Тројца се уште се во критична состојба и на апарати за дишење. Според клиничката слика, сите имале воспаление на мозокот и мозочните обвивки од вирусно потекло, иако кај 6 на ПСР тестовите биле негативни. ПСР технологијата не е златен стандард кај невроинвазивната форма на Вест Најлот, така што ние уште тие пациенти се подложени на дополнителни лабораториски исследувања и се лекуваат и се третираат како пациенти со западно-нилска треска. Сите пациенти кои се на болничко лекување на инфективна со западно-нилска треска се лица над 60 години и со други хронични заболувања и затоа развиле потешка форма на болеста. Инкубацијата на болеста трае до 14 дена. Никој не може да предвиди како ќе се одвива во одреден организма. Тоа што се знае досега е дека нормално подложни се повозрастната група. Сите пациенти што се хоспитализирани кај нас се над 60 години возраст и сите се со придружни заболувања. И тоа треба да се напомене. Според директорот на инфективна, многу висока температура, треска, силна главоболка, замор, малаксаност се дел од симптомите на западно-нилската вирусна инфекција. Кај околу 80% од лицата кои се каснати од заразен комарец, болеста поминува лесно и без никакви симптоми. Инаку годинава има најмногу, вкупно 13 потврдени случаи и сите се од Скопје. Александар Динев, Сител телевизија. Од полноќ има нови цени на горивата. Дизелот повторно поскапе, бензините поевтинија. Регулаторната комисија дополнително е примени одлуката за намалување на акцизите, со што спречи дизелот да е надмине границата од 100 денари за литар. СДСМ обвинува дека по секоја владина најава за поевтинување следува нов ценовен удар. Дизелот поскапува, бензините поевтинуваат. Регулаторната комисија ги објави новите цени на горивата. Од полноќ, литар бензин Евросупер БС 95 ќе се продава по 91 денар, 98 октанскиот за 93 денари, а дизелот ќе чини 99,5 денари. Во формирањето на цените, регулаторна применила дополнително намалување на акцизите. Па така, кај бензините акцизата сега е скратена за 2 денари, а на дизелот за 4. При пресметката, регулаторите ги анализирале берзанските цени во втората половина на јули. Без новото спуштање на акцизата, бензините по полноќ ќе се точеа по иста цена како досега, а дизелот ќе надминеше 100. Реагира од опозицијата. Дизелот денеска повторно поскапува, трет пат поред, откако Мицкоски најави намалување на цената. Како што веќе рековме, секогаш кога Мицкоски ќе најави мерки за намалување на цените, веднаш следува ново поскапување. Граѓаните веќе имаат страф од најавите на Мицкоски. Знаат дека ќе поскапи се, бидејќи со поскапување на дизелот поскапува транспортот, храната и останатите цени. Пишуваат од СДСМ. Од ВМРО ДПМНЕ пак вела дека владата успеа да зачува сигурноста во снабдувањето со енергенси и да обезбеди едни од најниските цени на горивата во регионот. Граѓаните во ниту еден момент не останаа без гориво и не се соочија со ценовен шок. Тоа е резултат на навремени одлуки, добра координација, конкретни мерки кои обезбедија стабилно функционирање на целиот енергетски систем. Воспоставени беа ефикасни механизми за управување со кризна состојба,
беа стабилен увоз на горива и доволни домашни резерви на енергенсите, со што снабдувањето на пазарот се одвиваше непречено во текот на целиот кризен период. Во петок државна статистика ќе објави колку поскапел животот во јули. Трошоците во јуни годинава пак, споредено со истиот месец лани, пораснале за 3,4%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Вестите завршија, следното издание во 9 часот. Пријатно.